Да, се враќаме во студиото, почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме поранешниот пратеник Крсто Јовановски, тука со нас. Господин Јовановски, добро дојдовте во студио 10. Добро најдов последно, мислам, 2 години. Последниот пат кога бев, мислам дека толку има негде од прилика. Пријатно, убаво, се надевам дека ќе проговориме добро. Гледачите ќе не видат задоволни од она што ние ќе го кажеме овде, во контекст на она што ќе го разговараме. Да, денеска председателката Гордана Силјановска-Давкова треба да го врачи мандатот за состав на новата влада на мандатарот Христијан Мицковски, председател на ВМРО-ДПМНЕ. Овај како вовед на разговорот, тоа не очекува конституирање на новата влада, собранието е веќе во полна пареа, или почна да работи, да кажеме. Што може да очекуваме вака како генерално за влез во разговорот сега, кога ги видовме, го видовме составот на новата влада, ги видовме контурите, што може да очекуваме за почеток? Па вака сега, јас би почнал, до сега ние живеевме во еден, да не речам, во овој 21 век, но некако во некаков среден век. Беше многу тмурно, темно, уништено се. И ова сега, ова победа што сега се случи нели на овие последните избори, како председателски, така и парламентарни, јас го доживеав како една своевидна ренесанса. Нели се отвори небото и едноставно треба да тргнат некои работи на подобро. Бидејќи ветувањата од победничката коалиција се многу големи и објективно имаат голем и тежок пат кој треба да го изодат во реализација на сето тоа, односно да ја вратат Македонија онаму кај што беше или повторно твоја, како велеше нивниот слоган. И јас се надевам дека тие ќе успеат во сето тоа, макар да не можам да верувам дека тоа може да се направи за 4 години, ако останат 4 години, ако нема некои предвремени нели избори претходно заради нешто или заради некои состојби. Генерално се надевам дека сето она што тие го ветија, сето она што го ветуваат, ќе биде направено и завршено. Се со една цел, бидејќи народот им даде огромна доверба на новите луѓе кои се нели сега на власт во нашата татковина, во Македонија и во собранието, како од ВМРО-ДПМНЕ, така преку Вреди, односно Влен и знам колку е нели коалицијата формирана. Значи народот ништо не заборава, народот казнува, односно граѓаните на избори и им даде потполна доверба на луѓето кои треба да ја водат државата. Се надевам уште еднаш, по трет пат веќе, дека сето тоа ќе го завршат во онаков амбиент каков што они го замислија, односно како што ни кажуваа за време додека траеше кампањата нели на изборите. Да, она што можеме да го видиме е и од изборниот резултат, тоа го потенцираат цело време и од ВМРО-ДПМНЕ, гледаме дека тие имаат добиена апсолутна доверба сега од граѓаните и на председателските избори и на парламентарните избори, тоа евидентно е дека е така. Значи, за разлика од минатите влади кои беа составени од СДСМ, и онаа што 2016-та, каде што дури СДСМ освои помалку пратеници од ВМРО-ДПМНЕ тогаш. И претходниот пат исто освои помалку. 2016. За 2016 зборувам, да, а 2020 победи, но многу мала некоја разлика. Со 20 или така нешто. И владите кои беа составени беа така со едни, ајде да речеме, бројки на стаклени нозе. Сега имаме едно убедливо мнозинство во собранието, ВМРО-ДПМНЕ дури вели дека имаат обезбедено 61 пратеник, ќе видиме дали е тоа така. Сега ми се чини, господине Јовановски, бидејќи сте били и пратеник, знаете како функционира тоа и од внатре. Сега не би требало да има никакви изговори за ништо. Ми се чини, барем кога зборуваме за реформи и за спроведување на тие реформи. Па видете сега, тие во сите комисии ќе имаат апсолутно мнозинство. Оние комисии кои работат нели во склоп на парламентот, секој закон, секој предлог на закон, прво оди на разговор или на анализа по тие разни комисии, нели политички систем, за именување, за култура, за сите комисии кои постојат во собрание, да не ги редиме. Значи секој закон кој ќе биде донесен прво оди на комисиите. Во сите тие комисии власта во овој момент ВМРО-ДПМНЕ заедно со Вреди и со Знам ќе имаат мнозинство секогаш, што значи дека секогаш нивните предлози
ако се добри, ќе поминуваат нормално како што треба да поминуваат. Но при тоа, ако имаме конструктивна опозиција со своји забелешки во контекст на она што треба да се направи, треба, според мене барем, треба да се прифати онолку колку што треба да се прифати, доколку е, нели, за доброто на државата. Тоа значи дека не само председател имат, бидејќи председателката која ја избравме ја поддржа ВМРО ДПМНЕ, нели, со најмногу пратеници. Второ, сега имаме мнозинство во парламентот без малку 80 пратеника, двотретинско мнозинство, што е многу сериозна бројка, значи во нашиот парламент, и имаме уште, да не заборавиме, 44 општини на ВМРО ДПМНЕ, плюс, нели, и од вреди неколку општини кои имаат од коалицијата, нели, која сега контролира, да. Тоа значи дека имаат апсолутна моќ во државата. Апсолутна моќ, тоа значи дека се она што они го ветија, уште еднаш ќе кажам, тие мора да го исполнат. Доколку не го исполнат, ќе им се случи ова што му се случи сега на СДСМ. Бидејќи народот нема да заборави. Дали ќе се случи после 4 години, дали после 2, дали после 3, после година и пол и така натаму. Мислам дека самата состојба ќе ги тера да го создадат тоа, да го направат тоа сето што го ветија. Нема место за изговор, нема место за да кажуваме дека некој ќе кочи. Еве, некакви најави има од страна на ДУИ, дека тие требало да бидат во власта, дека тие се морални победници од албанскиот блок, но да не заборавиме, јас не сакам овде да ширам ништо, нити да бидам албанофоб, но јас на митинзите на ДУИ не видов ни едно знаме на Македонија. Не мора да значи, нели, но не видов. На нивните митинзи ја слушнав УЧК, на нивните митинзи слушнав некакви закани. Тој национал шовинизам кој тие го манифестираа во текот на овие кампањи. Мислам дека помина времето на тоа. Тоа веќе нема функција. Мислам дека тоа затоа се тие отстранети, не заради друго. Но како и да е, СДСМ треба многу време да се реорганизира. Мислам дека тие кои се сега избрани како пратеници, голем број од нив беа веќе функционери поранешни, нели? По разни министерства и така натаму. Не знам колку можам од нив нешто јас да очекувам во контекст на ова да имаат конструктивна опозиција, бидејќи моќна опозиција е многу поважна за парламентот од колку опозиција која, мислам дека тие се истрошени кадри, нема што да ни кажат, нема со што да опонираат на власт. Значи, тоа може би за тоа и молчај на првата и на седница. Но затоа пак левица го превземе тој примат и тоа е нормално, легитимно е. Тоа е политички средства и тоа се политички средства кои тие ги користат во овој момент за наредните избори. Така купуваат пратеници, односно знаете како викаше во кај Исус Јован Крстител, додека пред да дојде Месијата, имаше нели двајца службеници и ловеа скакулци тие. И тој ги собра, не рече сега кога ќе дојде Месијата, ќе треба да ловите луѓе. И тие почна да ловат луѓе, нели, за да се шири христијанството. Така да, отприлика, јас така ги гледам тие работи во тој контекст. Сега ова другото за кое пред малку спомнавте за председателката. Сега јас ќе набројам неколку работи кои мислам дека треба да бидат приоритет на новата влада. Ако сакаме да тргнеме напред од негде. Иако вчера председателот Мицковски најави, нели, проширување на ресорите министерства плюс уште таму 24 министерства со цел да се ослободи, да се олесни работењето, нели, на владата и така натаму. Предпоставувам дека има причина зошто тоа го прави. После ќе видиме колку и зошто и така натаму. Не е само зголемување плюс, нели, повеќе функционери, но сепак мислам дека има таква потреба во овој момент и немам причина да не верувам дека е така. Ќе видиме после, нели, што ќе се случува. Но овој контекст јас што сакам да кажам е председателката и во својата кампања претходно, јас ја следев така онолку колку можев, доста ја следев, покажа едно завидно познавање на нештата. Не дека претходно не го покажала, но сега во кампањата покажа завидно познавање на, поготово на правните норми и правните правила, нели, во генерално во нашето обстојување, во нашиот политички систем. И одлично го знае и правото, и уставното право, мислам дека е одлична и како дипломат. Таа го покажа сето свое знаење, раскошен талент, иако е, нели, толку колку е во години, но таа е сега во една можеби најголема мудрост ја има, бидејќи знаете во
во Париз, односно во Франција, ти не можеш да бидеш академик ако немаш најмалку 68 или 70 години. Думата е друго. Значи, таа ги познава Кај нас може и премиер да се да, биде. сега може мој. 30 години, да. Кај нас, например, сега таа покажа дека ги знае и копенхагешките критериуми, и работењето во Брисел, и европските вредности, бидејќи ние сакаме да влеземе во Европската унија. Но како прво, според мене, мислам дека председателката сега се ближи скоро 2 август, Илинден, нашиот национален празник. Според мене, мислам дека таа треба да направи една голема амнестија за политичките затвореници. Бидејќи секаде каде што ќе отиде во таа Европа, сите ќе ја покажуваат со прст, таа е председателката во која земја во овој денешен 21 век има политички затвореници. Значи мора да се расчисти со тие политички затвореници, ако сакаме да ги прифатиме европските вредности. На кои вредности. мислите, на кои политички? На сите оние кои се во затвор, осудени нели од страна на сега веќе уставната судијка или довчерашна председателка на Уставен суд, или по обвинение на поранешната обвинителка која сега веќе не е ништо. Треба да се преиспитаат и тие одлуки. Мислам дека тоа со 200 години затвор е Зборувате за упадот во собранието? Па генерално, општо, и за тоа и за другите некои нешта. Таму свесно отидоа луѓето да ги затворат, за да прават некакви, да ги плашат. Но мислам дека тоа треба подхитно да се направи. И второ, пак парламентот на барање на председателката треба да направи закон во парламентот за да можат тие да имаат можност да се рехабилитираат. Или барем повеќето од нив да добијат можеби шанса за повторно судење, каде што доказите ќе излезат онака на видело како што треба да излезат, и за да добијат ослободителна пресуда, буквално за да можат да се вклопат во политичкиот систем на живење кај нас. Таму има и помлади луѓе, не се сите нели и некои постари. Но како да кажам сега, ние знаеме Џорџ Робертсон кого го прогласи овде за терорист. Така? Не сме ни од вчера, памтиме нешто. А знаеме кои тие луѓе кои до вчера нели беа власт прогласија за терористи. Така да јас за ова зборував и во парламентот, на број на жители ние имаме многу терористи, нели? Кога зборуваме за тоа, значи таа амнестија за осудените за упадот во собранието не е нешто ново, да речеме тоа. Тие барања провејуваат, обстојуваат и од време на време се кажуваат. За волја на вистината председателката Сињановска се нема изјаснето по тоа прашање директно. Ќе видиме, но во друга страна слично барање има и коалицијата Влен вреди. Тие велат дека има политички затвореници во затворите кои исто така има да се ослободат, но за нив па тие се други, тие ги спомнуваат и осудените во Монструм. Значи тука веќе може работите да станат малку комплицирани доколку се отвори таа пандорина. Мислам дека треба да се стави граница. Што е она што е потребно на нашата татковина за да одиме напред, а што е она што е потребно во нашата татковина да создаваме некаква идеја дека ние овдека не работиме за Македонија, него работиме за некои други интереси. Луѓето сите овде, без разлика од која верска и етничка припадност, мора да размислуваат на начин да се задржи ова парче земја заеднички. Да не, како што најавуваат луѓето, биде трета албанска држава. Значи, мора во психологијата на личноста внатре да се влезе и тоа да се направи. Без разлика, ние знаеме што е Монструм. Знаеме, нели? Го видовме и така натаму. Но јас зборувам за политички затвореници кои се косат со европските стандарди. А сакаме нели во Европа да одиме? Ние не можеме да влеземе во Европа со политички затвореници во 21 век. Зошто? Затоа што мислеле поинаку. Оти таму не се само тие што влегоа 27 април. 27 април од тие што влегоа со качулките, не знам дали има некој во затвор. Настрадаа некои други луѓе за кои се имало индикации дека учествувале непосредно вака или онака. Па јас знам и едни други луѓе, ама видете сега, тоа е за да се случи она што ни се случи во татковината со смена на името, со Преспанскиот договор, потоа со Бугарскиот договор за мир и добрососедство и така натаму, мораше прво ова да се случи, значи се има каузалитет, причинско-последничка врска. Значи морало да се случи ова за да може да дојде до овде. Јас така мислам дека тоа треба да биде приоритет. Паралелно со тоа, сите оние институции кои се руинирани во државата, ама буквално сме руинирани. Во која област сакате? Сакате во правната област, сакате во образование, сакате во култура, сакате во медицина и здравство, сакате во туризам, сакате во патишта. Сегде е распаднато. Една институција нема сериозно која стои на место. Прашање е во финансии, јас мислам барем, иако во животот секогаш сум бил оптимист, прашање е дали ние не сме и веќе банкрот.
Верувајте ми. Прашање, ако ние имаме податоци од пред некој ден ги слушнав дека веќе 2/3 од буџетот е потрошен, а 6 месец сме. Така, ако е 2/3 од буџетот потрошен, како ќе исполни целата година до крај? Мислам дека има некои многу нешта кои треба да се направат. Всушност, тоа ќе биде тешко. Знаете како велат луѓето, вели, кога ти очекуваш или кога бараш да заварне дожд, ќе треба да бидеш подготвен и да газиш кал. Нели? Да. За да биде сега нормално дека ќе има болки, но има болка која менува и има болка која боли. И са ти која ќе го прифатиш од тебе зависи колку си умен. Со тоа што сакам да кажам? Сакам да кажам дека многу е важно председателот Мицковски или идниот мандатар или веќе од денес со мандатот од председателката кој ќе го добие на различни места, по министерски места, мора да знае кого ќе го постави. Треба да постави професионалци, треба да постави интелигенција луѓе, треба да постави луѓе кои ја знаат материјата. Не да постави луѓе затоа што политички биле помалку или повеќе активни. Односно да бидат таму заради тоа што, не знам, котираат повисоко или не знам каде во партијата. Тоа зборувам и за коалицијата исто. Ние мораме да поставиме високи кадри кои имаат идеја. Како да се надмине оваа криза во која не доведува овие луѓе веќе за 7 години? Господин Јовановски, тоа е еден од проблемите на македонската политика, па и на македонското општество, што е почетокот за што се ставаат луѓе кои имаат партиска заслуга, не професионална заслуга, или дека се подобни за тие работни места. Во ред да видиме, ние не предјуцираме ништо, ќе видиме како ќе биде состојбата, но тоа е нашата болка, бидејќи се ставаат луѓето врз основа на партиска функција, а не за тоа дали се добри за тоа место. Дали мислите дека оваа влада ќе смогне сили тоа да го смени, бидејќи реално зборуваме сега, реал политиката не е таква како теоријата или ветувањата. Таму има луѓе кои се заслужни во партијата, кои работеле во партијата, ВМРО ДПМН прилично долго беше во опозиција, па и албанските партии кои сега, иако тие менуваа, влегуваа, да, но сепак генерално се пазареа тогаш, таква беше состојбата. Да, влези излези беа, да, веќе таму не можеме да следиме кој е во влада, кој не е во влада. Значи, сепак има луѓе кои долго време работат, да речеме, за партијата или партиите, а немаат за тоа, не чувствуваат заслуга. Сепак тие ќе мора да им се даде нешто. Знаеме како е тоа. Знаете како се вика, секој според заслугите. Ако сакаме да ја оствариме програмата, но како да се, само уште ова е, но како да се направи мостот помеѓу тоа каде што во ред треба да се валоризира тоа, но треба и да се постават стручни луѓе на позиција. Тоа велам. Значи ние немаме вредносен систем во нашето општество овде. Одамна е руиниран тој вредносен систем. Јас се сеќавам, ќе го спомнам поранешниот премиер Никола Груевски, знам на еден разговор со него, разговаравме некои теми и така натаму, и тој беше препознатлив по што? Вели, имаш ли идеја за тоа? И ако имаш идеја, и ако идејата е остварлива, тој ја прифаќаш. Думата ми е, значи, мора, без разлика, дали некој бил повеќе или помалку во партијата, и така натаму, требало заслуги, ќе треба да си ги најде заслугите онаму каде што може да ги најде, онаму за што е професионалец. Не да ги бара таму кај што не му е местото. Сите ние сме заслужни за нешто. Многу не си заслужни, ама фаќаат негде кај некое место. Таков ли е системот? За да се случи подобро утре во оваа татковина, мора да се постават умни, паметни, професионалци луѓе на разни министерски места. Тоа важи и за коалицијата, која нели испраќа кадри по разни министерства, кои кај ќе биде нели, и за партијата на власт. Потоа, од тој првиот ешалон, вториот, третиот и четвртиот ешалон, кои се пак од друга страна мравки, кои треба да го извршат сето тоа, како идеја. Треба да се постават исто така врвни професионалци. Имаме ние млади луѓе, имаме ние у странство луѓе кои знаат, млади студенти кои се уште се во странство, неќе да дојдат овде поради причини или пак не дошле овдека заради она што се случува во државата. Но имаме можност да ги активираме, да ги донесеме овде. Сепак тие се школували или растеле во некои простори каде што ние се стремиме да одиме, нели, зборувам за Европа. Тие ги знаат проблемите. Мислам дека се е измислено, само ние треба да го примениме она што најдобро за нас. Тоа што е најдобро за нас да го примениме за да одиме напред. Сега да не излезам дека зборувам како во идно време ќе, но би сакал, верувајте ми, како оптимист, би сакал, не дека јас сум паметен многу, паметни сме сите онолку колку сме, но би сакал како патриот воспитуван во духот на мојата дедо, на мојата баба, од и патриот, знаете, од дедо и од баба стануваш, не можеш да станеш
покасно патриот, приучен, нели занатски. Тоа е веќе преоѓа во нешто друго. И би сакал, нели, нашата татковина да влезе во таков еден процес каде што ќе се искристализираат работите. И затоа уште еднаш велам, не знам дали ќе биде доволно 4-годишен мандат за тоа да се направи. Сметам дека толку е метастазирано општеството, почнувајќи од министерствата па надолу до сите, нели, тие институции каде што има разни директори, бордови и така натаму, за да можат, нели, сето тоа да го направат. Тоа толку е метастазирано што еден со друг се врзани. Не одете подалеку, отидете во судството. Ние немаме судство. Ние немаме правда. Како овие судии кои цело време, години наред, си играат играчки, те од едната страна, те од другата страна, те од оваа страна судат, те од онаа страна судат. Го кршат уставот кој како ќе стигне. Сите се колнат во уставот, а сите го разбираат поединечно на кого како ќе му текне. Едниот врвен познавач вака го толкува уставот, друг врвен познавач вака го толкува уставот, трет так. Ние не знаеме, па не знам тие студентите што учат таму на правен факултет. Кој предмет? Еве сега председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски најави и распуштање на судскиот совет. Тој рече тоа предизвика доста бурни реакции од страна на судскиот совет и на други судски инстанции. Мислите ли еве дека тоа е решение? Вака сега, тоа го каже и Кренар Лога, до сегашниот министер за правда, што е, тој не се слага. Нема поинаков, не знам дали постои поинаков механизам да може да им се каже на тие судии кои се таму внатре, судии ќерки, судии внуци, судии синови, судии, не знам, братучеди, сестри, браќа, чичковци, стриковци, се внатре така направено во еден непотизам и секој со секого се договара кого да го судат, кого да не го судат, кого зашто и така натаму. Вистинскиот човек, обичниот граѓанин, нема право нигде да се пожали за нешто. Пред 2 дена, 3 или кога беше на Телма телевизија, го слушав народниот правобранител, Зибери. Како тој се жали, бидејќи имал многу представки по разни основи, меѓу кои повеќе имаше основи за овие извршителите. Па јас кога бев таму во парламентот, ние поднесувавме некој закон за тие извршители, но тие толку се испреплетени со власта, без разлика која е. Делат огромни суми на пари, предпоставувам, заради тоа не се носи закон за тие извршители. Ја еднаш зборував овде кај вас во една емисија. Не, видите, се донесе закон за долговите, но не се почитува. Па знам, па имено. А кој треба да го направи? Судот. Така? Да. И сега, пази, ние го плаќаме и Насер Зибери, ние го плаќаме и овој судот. И Министерството за правда. Се плаќаме ние како граѓани, а не добиваме ништо од тоа. Како би можело поинако да се реши? Или да се најдат 30, 50 млади деца, што туку завршени, нели, со правен факултет, безпрекорно паметни, да се пуштат, можеби треба таму негдека на година дена на специјализација у странство, не знам каде, за да можат тие да дојдат овдека и едноставно да ги избришат сите овие метастазирани судии. И во наредните 30 до 40 години тие да бидат судиите кои ќе судат и за да извадиме државата на површина. Инаку, кај ќе одиме ние во Европа со ова судство? Еве, кажете ми вие мене, еве, одиме во Европа. Многу пати сакав да му поставам прашање на претходниот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој толку ја фалеше таа Европа, на Маричич, кој цело време зборуваше. Оној што пееше песни, што викаше не знам дали беше пијан или не знам како, имаше една снимка излезе за тој вештиот и големиот аналитичар кој често беше на телевизија и бранеше најлошата политика, најлошото нешто што ни се случило во државата, Зиков, како го вика. Сега тој излезе и вика, ајде после 10 години ќе дојдеме на власт. Тој така ја практикува власта во оваа држава. Значи, за да може нешто да си направи. За жал, тоа мора да престане. Ако тоа господинот Мицковски не го направи, и тоа час поскоро, ништо не сме направили. Значи, мора да се најдат механизми, во тој контекст треба да работат заедно целата коалиција. И еве сега, ние можеме да направиме и закон каде што ќе имаме консензус, каде што сите државни празници ќе ги славиме заедно. Нема сега ВМРО е на власт, па не знам Илинден ќе го слават ВМРО-вци, и другите празници СДС ќе ги нема. Или обратно. Ако се овие, па тие ќе одат, не знам, на Крушево или на Пелинце, па ќе биде забранувано, па не знам, полиција ќе има, па не смееме да кажеме вака, па не смееме ова, или како што е гробот на Гоце Делчев, не смееме да го посетиме, заради, не знам, таму, лукративни причини. Така да, мора да се направи, можеби, закон, предпоставувам, така зборувам јас, да се направи еден закон каде што има општо помирување, каде што сите заедно ќе учествуваме во изградбата на оваа татковина. Како што малку претходно, нели, цело време политичарите или функционерите од СДС ги вика овие од ВМРО да дојдат, еве сега шанса. Тие да дојдат и да го направат, бидејќи нивната политика се покажа погубна, така?
Погубна се покаже. По многу опште. Нити изградија нешто, нити направија нешто, нити формираа. Напротив, институциите комплетно ги уништија. Па гледате во образование учебници нема. Никој ништо не одговара. Таму пари немало, никој ништо не одговара. Отишла таму се дале пари, никој ништо не одговара. Во болниците, еве го, дале сега не знам 120.000 евра за операции, како се викаше, веќе не можам ни да знам. Операцијските сали не функционираат. Не функционира. Ништо не функционира, а парите ги нема. Отидени се. Чекај, нема ли одговорност тоа? Па само таа одговорност да се прифати и сите тие пари да се најде. А знаете, имаме ние вештаци по патот на парите, ако се тргне, ќе се најдат кај се. Зашто тие пари не се вратат во буџетот? Вчера зборов ова е во контекст баш за операцијските сали со добар познавач на состојбите, вика не сме свесни колку е сериозна оваа работа. Како? Вика се наоѓаме за пациентите состојба полоша него за време на пандемијата. Вика ова треба да се прогласи вонредна состојба. Вика ова воопшто не е наивна работа со операцијските сали, бидејќи луѓе не дај Боже умираат. Нема спас, нема каде да одат. Мојот професор велеше вака, секогаш, извини, ти го сечев муаветот, ама ќе го заборавам после. Секогаш кога нешто сакаш да кажеш, тргни од себе си. Јас имам проблем со десното колено и со левото, но со десното многу имам артроза. Верувајте ми. Јас не знам кај кој доктор да отидам. И ако побарам да одам кај некој, не можам да стигнам, не знам како да кажам. Таму е гунгула внатре. Сум плаќал, еве јас сум веќе 2 месеца у пензија. Сум плаќал цел живот, нели, здравствено осигурување. Јас немам кому да се обратам за моите пари што сум ги плаќал 40 години. И принуден сум да одам во приватни институции за да можам да дојдам до некаков резултат за мојата болка што си ја носам, нели. Тоа е страшното. И тоа се заради криминалот и корупцијата. Да. Да се вратиме на она што е исто така главен пат, ајде да речеме, на сите партии во државата, барем декларативно, тоа е европскиот пат. Евроинтегративните процеси тие знаеме дека се закочени поради проблемот со Бугарија, поради потребата за промена на уставот, преговарачката рамка, но сега се отвори уште една стара нова рана, Преспанскиот договор. Не знаеме како ќе се одвива таа работа. Еве грчкиот премиер Мицотакис рече се секој ден повторува дека будно следат што се случува и дека нема да остане тоа така без одговор, дека како што велат преку Преспанскиот договор се оди кон Европа. Очекувате ли тука да се искомплицираат додатно работата? Па вака, мислам дека господинот Мицотакис го немаше нигде жив, или како вика Маџунков, у крпак врзан го немаш, не знам, така подолг период. Нема ништо извршено од она, нели, во договорот со Преспанскиот договор, но како и да е, тој сега го кажува тоа затоа што председателката на полагањето на заклетвата кажа Република Македонија. И сега тој имаат избори, тој сега тоа вешто го користи. Договорот, нели го наследи, он го критикуваше истиот договор. Нели него сакаше договорот, го наследи од Сириза, така, од Ципрас. Да. Нели него сакаше тој договор, нели не бил добар за Грција. Од каде сега одеднаш е добар, значи му треба. И тоа се политички флоскули кои тие треба да си ги разбираат. Мене не ме интересира тоа, зошто? Затоа што уште еднаш ќе повторам, председателката сериозно добро ги знае тие работи. Ги знае, мислам, безпрекорно, а има, уште еднаш да повторам, една интересна дипломатска нота во нејзиното однесување, ги разбирам, мислам дека тука ќе помогне. Таа исто спомна дека Преспанскиот договор таа нема да го кине. Ќе го почитува, така? Имаше интервју на телевизија. Вчера го слушнавме председателот Мицковски, рече ќе го почитувал Преспанскиот договор. Така да нема причина тука да се плашиме зошто и како. Ние можеме откако ќе влеземе, ако влеземе во таа Европска унија, тогаш да ги гледаме тие некои нешто, ти не можеш ништо вака како слободен стрелец да направиш или да смениш, доколку не влезеш внатре. Кога ќе влезеш внатре, тогаш создаваш лоби група и тогаш правиш отстапки за едно или за друго, односно да успееш повеќе или помалку, се е тоа дипломатија. Дипломатијата е многу моќна работа. Ние грците имаат страшна дипломатија. Ние можеме да им се лутиме, но ги бива, знаат. Грчкиот премиер Мицотакис вели дека престојниот самит на НАТО ќе биде еден од првите тестови, тој е 16-17 јули некаде во Вашингтон се одржува, дека таму ќе мора државата да го употребува уставното име, дека доколку тоа не се случи ќе има непријатно изненадување, како што вели. Сепак не знаеме дали се работи само за, како што велите, празни флоскули или празни закани или некаква таму нивна политичка реторика, но сепак доколку се повторуваат, мислам дека би требало да ги сватиме сериозно. Ама вака сега,
Председателот Мицковски вчера каже дека ќе го почитува името Република Македонија, дома ќе си се вика онака како што вика. Позади прочитавте што пишуваше. Собрание на Северна Република Македонија, така? Да. Или Република Северна Македонија, се. Да. Така пишуваше позади. Тоа е едната работа. Втора, официјалното име на државата е тоа, за жал. Името, промената на името се случи кога јас бев пратеник таму. Јас гласав против, но ние знаеме дека за смена на името референдумот не успеа. Ние знаеме дека во оваа сега глобална политика во која има вакви или онакви распределби на силите, мора ова да се почитува, но не знаеме какво време друго ќе дојде. Кога ќе има друга прераспределба на глобалните сили, па тие ќе го преиспитаат правниот начин како се сменило името. Врз основа на што? Дали ме разбирате? Може би ќе се случи некое друго. Јас уште еднаш ќе речем оптимистички гледајќи. Но една работа да ви кажам. Јас кога бев помлад, јас сум од Велес. Никогаш во животот не сум кажал дека сум од Титов Велес. Велес е бог словенски, не може да биде Титов Велес. Не може да биде бог од Велес на Тито. Тито, заради личноста која имаше, го направија Титов. Но сега ќе ви кажем една работа. Во тој период, сите оние кои беа, како да кажам, вработени по разни институции во градот, кои не беа, нели, кои не беа во фабриките и така натаму, разни службеници во тој период, јас дури не знаев што значи зборот службеник. Зборувам за кога сум имал 7-8 години, 9. Само слушав на школа кога ќе ги прашаат как што работи татко ти, службеник велеа. Јас викам кој знае каква титула е ова. А тие биле обични канцелариски глувци. Но тие нивните деца кажуваат Титов Велес. Сите останати зборуваа Велес. Од кај си? Од Велес. Многу ретко ќе слушнете дека некој ќе кажеше од Тито Велес. Некој кој ќе кажеше од Тито Велес сакаше да покаже нешто малку повеќе, а иначе беше во суштина некаков, да не речам, празен, да не речам шуплив. Значи, станува збор за карактеристика, станува збор за карактер на луѓе. Ние го прифаќаме името Северна Македонија. Па сега замислете, допред да се смени името, голем број од нашите политичари кои беа на власт, зборувам за СДС и за другите, името на Македонија не го употребуваа. Странците кои доаѓаа, викаа вашата и вашата земја, така, не го употребуваа. Откако се смени името, мет и млеко. Во еден говор, да речеме, еден политичар, не е важно, 12 пати зборуваше Северна Македонија. Ами тоа знаеш што значи? Ако ти на сите овие телевизии пуштите само од Павароти песни, и од Пласидо Доминго, и од, не знам, како се вика, од Карерас, па луѓето ќе почнат оперски пејаци да пеат, нема да пеат в турбофолк од вамо. Така, значи, ќе се враќаме на Гералс. 1000 пати повторена една лага станува вистина. Мислам, илузорно е, за ова има многу што да се зборува, но знаете, се зависи од тоа што ви реков. Ти си или патриот од баба и од дедо, како наследство, или стануваш некаков патриот после. Јас имам говор за ова во собрание, морав да го спомнам, нели не го пуштив, еден од последните или предпоследниот мој говор, каде што зборува на слични теми и викам вака, јас ќе се обидам да се парафразирам. И сега веќе, како пророк го кажувам тоа, тогаш сега се остварува. Сега веќе не е важно кој е предавник, а кој е патриот. Важно е сите дека треба да се спасуваме од овој колапс во кој сме. И секој треба да побара прошка. Се плашам дека нема кој да побара прошка, а уште помалку кој да прости. Значи ќе отидеме во иглени уши сега. Ќе не снема. Зошто? Затоа што себе си не се почитуваме. Ова може би звучи малку театрално, некој ќе рече нема врска со политиката, ако нема театралност, како ти веруваш? Како ќе му веруваш на некој политичар ако не знае театрално тоа сето да го каже? Нели за да те заведе или за да ги оствари своите цели, на крај краишта, зошто се политичките партии? За да дојдат на власт. А за да дојдат на власт, нели прават се и сешто. Да, таа реторика е многу важна, се разбира дека и политички одговор. Добро, пред крај, вие го начнавте тоа како прашање, но сепак еве целата анализа да ја заокружиме со тој сегмент во собранието како ќе се делува. Значи заклучивме тоа веќе дека го апсолвиравме дека ВМРО-ДПМНЕ има апсолутна власт со коалицијата, двотретинско мнозинство, но од друга страна немаме опозиција. А знаеме дека секогаш за демократијата е проблем кога нема опозицијата, бидејќи опозицијата би требало да биде некаков коректор на власта, за власта да не забега, бидејќи знаеме дека апсолутна власт апсолутно корумпира. Тоа е секогаш било така. Но сега ние немаме опозиција, СДСМ која би требала да биде опозиција, видовме
молчеше и разбирливо е зашто молчеа, партијата е таму во еден свој колапс. Дуи ќе видиме како ќе делува во собранието, тие за сега се имаат некоја хомогеност, ќе видиме таа улога на опозиција превзема левица, тие се најгласни сега да речеме, беа гласни со 2 претеници, па со 6 се 3 пати погласни. Ги гледавме. Тие ќе бидат таму ќе биде доста интересно со нив, се разбира, но еве што може да очекуваме тоа? Можеме ли да видиме некакава, може ли СДСМ некако да се консолидира? Мислите ли дека бидејќи гледаме дека и луѓето кои се борат за таму за лидер на партијата се всушност стари малку или повеќе од постоечките функционери, поради кои партијата и дојде до ова да рече. Вака сега, јас таму имам неколку пријатели, ќе ги издвојам Венко Филипче и ќе го издвојам и Оливер Спасовски. Пријатели, зборувам како човек. Имаме добри релации без разлика. Политиката ја тргам настрана. Или моето присуство или моето членство во ВМРО ДПМН е една работа, нивното членство во СДС, но како луѓе ние се наоѓаме на некои други, како се вика, нивоа. И еве јавно ако ме гледаат, само можам вака да им посочам нив, а и на другите останати ги знам. Колку може поскоро да ги надминат своите суети. Уште еднаш ќе го спомнам великиот Љубиша Георгиевски, нека му е лесна земјата, мојот професор велеше вака. Сите ние сме суетни. Поготово луѓето во уметноста. Во оној момент кога суетата ќе ја победиш и ќе стане врлина, а не проблем за да можеш да остваруваш некаква цел или да одиш напред, тогаш ќе направиш голема кариера. Значи зборот ми е суетата да се тргне настрана, да седнат, да направат еден добар заеднички влез во тој парламент и да бидат сериозна конструкција, опозиција. Сериозна на се она што не е добро, како коректив. А од другата страна, преска кажав пак, од владеачката партија, се што е добро од нивна страна треба да се прифати. Бидејќи јас знам, кога јас бев колку беа само бендисани тогаш луѓето од СДС, бидејќи добија власт заради разни причини, се случи 27 април и така натаму и ВМРО беше исто во еден тежок распад, колапс, кој ќе биде, што ќе биде, и тие го користеа тоа. Секој наш предлог во парламентот беше одбиван. Кога идеше да се прават некакви амандмани, да се заради буџетот и така натаму, од немајкаде ќе прифатеа неколку. Се друго беше увода. Неприфаќањето на тие амандмани, еве до кај не донесе. Ние прво бевме нели во една состојба на некаков нокдаун во тој период, зборувам за 2017-2018, но се консолидиравме и направивме, бевме гласни доста, поготово па и јас бев гласен, но ништо од тоа не се прифаќаше. Никој од тоа ништо не прифати. Јас често пати зборував и за јазикот, за ова што е со бугарите проблемот. Јас се сеќавам, нели имав таму некои мои излагања на говорница. Никој не ми опонираше, нити па некој дојде да рече дека не е така. Знаете, однапред сме предадени негдека. Ти, за да обстанеш, мораш да се избориш за твојот обстанок сега. Па не може. Еве, ајде ќе земеме Албанија. Јас не така многу одам, на 90-тите години и некоја, не знам, од Струмички театар гостувавме во Елбасан, во Албанија, со представа. И по патот немаше пат. Струга, кога се спуштивме преку Ќафасан таму, имавме некаков нивни водич, немаше пат. Маврово го градеше патот, нашето предпријатие од тука, и беше сиот со дупки и така натаму, земјен пат. Одејќи натаму, дојдоа едни со митролези, со маски, не сопраа. Ние мислевме готови сме. Во тој период низ Албанија хараа банди. Плячкаа камиони, комбиња, автобуси, а тој беше единствениот пат за да се стигне од овде. И беше еден распад комплетен. Се додека не стигнавме, нели, во Елбасан. Сега, таму видовме многу бункери. Значи, јас сум се распрашал и дознав дека таму има околу 3 милиони бункери. Што поголеми, што помали. Сега, зошто го кажувам ова како метафора? Од тие 3 милиони бункери, видете Албанија сега каде, а видете ние кај сме. Тоа знаете на што се должи? На вештата дипломатија и на она што тие го испорачуваат кај луѓето, односно кај големите сили кои одлучуваат за состојбите. Ние мораме да го прифатиме тоа, вака или онака. Ние имаме сега еден куп патриоти, вклучувајќи се и себе си, кои се удараат во гради, кои викаат. Знаете како вика? Во еден момент ќе се запрашаш кога некој од тие величини кои се создадоа низ таа Југославија произведе многу авторитети, многу величини. И сега одеднаш го нема и ќе му кажеш, па немаме, вика, ќе ми недостигаат твоите приказни. А овој вели, ќе си напишете своји.
Дали сме напишале ние своји приказни во овие 30 години? Јас не гледам. Па- Може би грешам, но не сум видел. За да имаш опстанок, ти мораш да напишеш своја приказна, за да остави нешто, така? И да сме напишале лоше е приказната. Имено, ама зборувам сега за нешто кое е вистинито. Сакаме да излеземе од овој круг во кој сме, а ништо при тоа не создаваме, си правиме само распределба на функции повеќе или помалку и изиграваме некаква власт. Значи сега е моментот да се вратиме онаму кај што треба да се вратиме. Имаме сите, еве, ВМРО има и председател, и парламент, и 44 општини. Значи сите услови ги има да го заврши ово онака како што треба. Да. Добро, господин Јовановски, ви благодарам за оваа анализа. Ајде да речеме, ќе почекаме еден период, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, па повторно ќе направиме пресек. Нормално, јас не би сакал сега да критикувам како што некој еве излегува во јавност да го критикуваат господинот Гаши, па веднаш фатија, не знам, тие истите кои цело време го поддржуваа претходно Талат Џафери. Знаеш, малку ми е глупаво, малку ми е дегутантно кога ќе слушнам некој да критикува нешто за кое претходно се согласил. Кој па претходната опозиција во случајот ВМРО го критикуваше на еден начин, нели наспротив, тие не го прифаќаа. Види, албанскиот јазик, уште ова ќе го кажам, ми летна. Знаете како, ние го изгласавме во парламентот, ние гласавме против нормално, но тој закон за јазиците се изгласа на мускули, знаете, и не е во духот на демократијата. Затоа се произнесе Венецијанската комисија, председателката многу добро го знае ова. Се произнесе Венецијанската комисија со многу забелешки околу јазикот за албанскиот јазик зборуваме. И така нели се формираше тоа новото министерство. Мислам дека тој јазик или употребата на јазиците треба пак да се најде на парламентот со сите оние забелешки од Венецијанската комисија да може да се исправи, бидејќи нели во Европа сакаме да идеме. Венецијанската комисија не е во Аџиматово, во Брисел, односно во Европа е. Да. Добро, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. И со ова го завршуваме првиот дел од разговорот. Останете со нас, продолжуваме со Филип Стојановски, проект менаџер во Центарот за климатски промени. Правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот.